Па ги коментирам како изјави кои што немаат никаква реална основа и како изјави кои што се дадени во очај на некои кои што цело време зборуваат дека во овој момент во државата ќе се организираат предвремени избори. Бидејќи да се вратиме наназад во декември и во јануари, кога истата таа опозиција велеше дека сега ние требаше да бидеме во предизборна кампања, така ли е? Пошто велеа дека они имале 61 пратеник во јануари до средината на февруари, со кои што оваа влада нема да има и ќе имало избори во мај кога ќе завршила енергетската криза, бидејќи они не сакаат да има кога има енергетска криза. Они не се за работа. Они се за давање изјави и шетање по Македонија со блузончиња на патенчиња, бели капути, трубачи. Они за тоа се. Сега откако тоа го нема, откако сватија дека владиното мнозинство е зголемено на 65 пратеника и откако видоа дека има отпочнат најголем инвестициски проект од 1,3 милиарди евра, сега почнаа веднаш со нивните изјави кои што се видени веќе 2,5 години. Ова не чинело, она не чинело. Нити се шири руско влијание, ниту пак се шири било какво влијание. Во светот на корпоративното работење постои соработка помеѓу корпорации кои што се од различни држави и кои што работат на различни проекти. Еве ја ќе ве потсетам само на една работа на која што јас сум присуствувал, можеби и вие сте присуствувале, а тоа е отварањето на новиот погон на компанијата Янгфенг, каде што јас бев таму заедно со заменикот американски амбасадор во државата и кинескиот амбасадор, бидејќи се работи за кинеска компанија, која што има се во Соединетите американски држави и која што има мешовит капитал.